Здраво, добредојавте во втората сезона од Македонскиот христијански подкаст. Помина една сезона успешно, фала му на Господ. Да. Сега почнуваме со нови сили и со Божјо водство втора сезона. Па за да почеток, сакам да те прашам, Никола, некои импресии од првата сезона, некој фидбек што си го добил од колеги, пријатели, од оние што го видоа подкастот, некои реакции нивни, имаше ли така? Да, супер, интересно што се очудив и јас дури самиот на реакциите на луѓето дека според моите сомнежи како обичен човек да речам, сомневав дека ќе бидат поразлични реакциите, по негативни, ако може да се изразам, ама фала му на Господ не беше така, и сепак ние Македонија е позната по библиска земја и на луѓето му е сватив, на луѓето му е добро, ќе слушнат за некој дека чита Библија, се занимава со Светото писмо, со Божјиот збор и дека нешто прв пат ова што се дешава вака што го правиме и што го снимаме и првите реакции беа пак убаво што се дешава нешто ново, такви беа со такви зборови луѓето се изразува, исто така имаше доста интересни разговори кои самите луѓе да речем да се отвореа, моите пријатели, колеги и така натаму се отвореа за нивниот живот, да речем нивните проблеми и нивната патека, да речем, со Бог на некој начин, некој дури читале самите Светото писмо, Библијата и се молели така натаму, така да општо тие ми беа некои импресии интересни што го добив по фидбек, а и сум среќен што го продолжуваме како втора сезона на таков начин и сум среќен, со нетрпение чекам што ќе донеси втората сезона, кои епизоди, какви реакции ќе има. Да. Втората сезона. Фала му на Господ за се ова што го правиме и јас сум многу радосен и среќен што продолжуваме во новото поглавје или втората сезона. Исто и јас можам да кажам дека имав некои позитивни реакции од пријатели, познаници кои го видоа подкастот, беа заинтересирани и повторно ако го гледате, ви благодариме што сте тука со нас, го гледате подкастот, следите. Пред се тоа му е драго на Бог. Тоа го правиме за Бог и тоа што го споделуваме е негова замисла, односно Божјиот збор кој доаѓа од самиот Бог. Бог е креаторот на светот, тој ни ја даде книгата, односно ни ја даде Библијата, Божјиот збор преку кого ние можеме подобро да го запознаеме Бог. И кога сме за тоа, да почнеме сега со првата, да речем, официјално епизода од втората сезона, која ќе биде на тема околу 2000 години по воскресението на Исус Христос. Знаеме, пред неколку недели беше Великден. Да. Па се случија, како еден од најголемите христијански празници, имаше доста луѓе. Ние бевме конкретно на широк сокак, видовме многу луѓе кои излегоа на тој празник, во сабота, во спрема недела вечерта го прославија Христовото воскресение, но сега да прашаме дали се уште таа еуфорија, односно таа радост, се уште ја имаат луѓето, дека навистина и тие ќе воскреснат како што Исус Христос воскресна пред 2000 години од мртвите. Никола, да те прашам твое видување на прославувањето на Великден, како го перцепираш ти сето тоа прославување на Великден? Да. Интересно, опто ние на македонците да е добро што и да е како тој ден или тие денови 2-3, речам, Велики петок и сабота пред Великден и неделата, што барем луѓето си спомнуваат за Христовата жртва, ама јас би рекол уште побитно прашање, уште побитна тема врска со тоа, врска со празникот и конкретно луѓето ако веќе сакаат да го спомнат воскресението и самиот Исус Христос, јас би прашал луѓето или би рекол што значи тоа за нив, лично што значи воскресението, дали само е еден обичен ден што се дешава еднаш годишно во наводници, што си велиме Христос воскресна, на вистина воскресна и нашата работа е завршена за тој ден, тоа е толку, или
значи, како што вели Исус во Светото Писмо, живот и воскресение. Дали тоа значи за нас? Тоа би го одговорил, да речем, тоа прашање со уште едно прашање на таков стил и тоа би го рекол дека побитно е значењето што значи самиот пред се празник, самото воскресение на Христос, а и пред се и смртта негова, неговото погребување и неговото воскресение, што значи за него, што кажува тој, што има да каже Исус во Светото Писмо за тоа, а и што значи за секој од нас посебно. Ние сите можеме да имаме своји перцепции, своји мислења дека тоа е традиција, да речеме, можеме да кажеме дека на нашите луѓе, на македонци или на некој друг, а не дека, пример, тоа е Христова замисла, Божја замисла. Можеме ние луѓето кој да е, без разлика на позадината, тоа така да го разбериме. Ама јас мислам дека најбитно е пред се што Бог мисли за тоа, и ние на некој начин да формулираме или да сватиме мислење за тоа, според тоа што го вели Бог, што го вели на Светото Писмо. И што значи тоа за нас, тоа би го рекол јас, да речам. Со тие зборови би го. Да, доста интересно. Она што го спомна ти, кажа нешто лично. Дали Христос за нас лично умре, беше погребан и воскресна на третиот ден. Тоа ќе го зборуваме, односно, да, која е Божјата замисла за Великден, односно, што се случи пред 2000 години, зошто Христос мораше прво да умри, така, нели, тој пострада и беше распнат на крстот, потоа беше погребан и на третиот ден, значи откако почина, воскресна, односно гробот беше празен. И зошто се случи тоа што се случи, нели? Вистина е Христос воскресна, на вистина е воскресна, но зошто мораше Христос прво да умре? Зошто Бог го испрати својот син, Исус, да умре на крстот за нашите гревови? Зошто? Тоа е прашањето. Зошто Христос умре, беше погребан и воскресна? Дали има нешто поголемо и нешто лично за нас, кое што сака Бог да ни го каже преку Светото Писмо, или тоа е само нешто што се случило, па ние ќе го кажеме еднаш во годината, ќе си ги завршиме нашите обврски, или сите што велат Христос воскресна, на вистина воскресна, па да не се делам од останатите луѓе, ќе го кажем и јас, за да се вклопам во јавното или општото мислење. И мислам дека кај многу луѓе сакат да бидат дел од она што го прави мнозинството. Што, за жал, во големи случаи се покажало како лоша практика. Односно, вистината е вистина без разлика дали повеќето веруваат во неја. Да. Може мнозинството да се убедени дека одредена лага е вистина и да ја отфрлат вистинската вистина, и да веруваат во лажната вистина, односно во лагата во која се убедени дека е вистина. Тоа нешто се случувало во човештвото и сега се случува во ова време на дезинформации, би рекол, кога на социјалните медиуми имаме секакви информации, никој не проверува дали се вистина, се користи дури и вештачка интелигенција за креирање на лажни видеа, многу лесно може да се употреби гласот на одредена личност и да речем да се направи лажно видео со тој глас, со тој, да речем, со тие слики и снимки што се има на интернет, значи може да се генерира ново видео со тотално, значи, лажна содржина. Така да во овој свет на лаги, што е вистината? Вистината е Божиот збор, кој доаѓа од Светото Писмо. Со тоа сакаме да се занимаваме и сакаме да видиме што се случило за време на воскресението, односно за време на Великден, односно кога Христос беше распнат на крстот, кога почина и кога воскресна од мртвите. Што се случи тогаш? Јас би почнал 600-700 години пред Христос да дојде на земјата, односно што било пророкувано од пророкот Исаија во 53-та глава. Ќе прочитаме неколку стихови, па после може да дискутираме паралелно и во Новиот Завет самиот Исус ни кажува за тоа што треба да се случи. Но апостолите и учениците во тоа време не му поверуваат додека тој навистина не воскресне. Така ќе биде интересно. Значи, Бог преку пророкот Исаија, од прилика 700 години пред Христос, имаше
објавено што ќе се случи со Месијата, односно со Исус Христос. Во 5 стих од 53 глава пишува дека за нашите престапи беше проводен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Тоа е 53 стих кој има доста работи, кажува. Значи вика за нашите престапи беше проводен, сотрен за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Значи, овде објаснува дека Месијата, односно Исус Христос, ќе страда поради нашите престапи. И нашиот мир ќе падне врз него, односно казната за нашиот мир. Единствен начин како ние може да имаме однос со Бог е ако имаме прошка на нашите гревови, бидејќи Бог е свет и кај Бог нема грев, а ние сме грешни и имаме грев. Единствен начин за да стигнеме до Бог е да бидеме во мир со него, односно нашата казната значи за нашиот грев, мора некој да ја плати. Значи тие престапи што ги направивме, тие гревови што ги направивме, Бог ги стави на Христос за ние да имаме мир со него и да сме во позиција каде што ќе може да имаме личен однос со Бог. Исто нешто во Коринтијаните, во првата глава од Коринтијаните, во првото послание до Коринтијаните, 15 глава од 3 до 8 стих, значи во Новиот Завет, откако се случи воскресението на Исус, па потоа ова послание до Коринтијаните го пишува апостолот Павле. Коринтијаните се црква во Коринт и му го пишува ова на верните луѓе кои веруваат во Христос. Кажува Павле: зашто ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови според писмата, значи според Стариот Завет, дека е погребан и дека воскресна на третиот ден, според писмата, дека му се јави на Кифа, после на 12-те, потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи до ден денес, а некои починаа. Потоа му се јави на Јакова, а тогаш на сите апостоли. А најпосле ми се јави мене како на медоносче. Овде Павле пишува, еве 6 стих уште еднаш ќе го прочитам, потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи до ден денес, а некои починаа. Значи во тоа време кога го читаа ова послание, црквата од Коринт, има живи сведоци кои го виделе Исус откако воскресна. Значи Исус му им зборуваше и имаме повеќе места откако воскресна, документирано е тоа во Библијата што Исус им кажа на учениците. И Павле пишува дека најпосле Исус му се објави него. Павле пред да стане христијанин, тој одеше строго по Стариот Завет, односно беше фарисеј кој ги прогонуваше христијаните и ги убиваше и ги предаваше да бидат измачувани. Но откако Исус Христос му се објави лично него, значи откако беше вознесен на небото, му се објави лично него на Павле, тој стана христијанин и голем дел од посланијата кои се напишани во Новиот Завет се напишани од апостол Павле. Значи од човек кој ја гонел црквата, Бог го направи да биде апостол, односно да служи за црквата, за изградба и благодарејќи на Павле и ден денес, значи тука во Македонија христијанството го донел Павле. Бог секако преку Павле и првата македонка која поверувала е од Филипи, се вика Лидија. Тоа може да си го прочитате. Никола, нешто во Новиот Завет што самиот Исус го пророкувал за неговото воскресение, а исто така и дека треба да пострада. Што им кажал на учениците и на луѓето кои го следеа во тоа време? Да, многу интересно тоа што и самиот Исус на едно од местата што сакам да прочитаме во Лука 9 глава, а и во повеќе места во Библијата, речем во Евангелијата, е тоа запишано каде што Исус самиот додека беше жив река одеше по земјата и ги правеше чудота кои ги правеше и ги зборуваше нештата кои ги зборуваше, и се така тој ја навеси својата смрт и своето воскресение.
ама бидејќи тогаш беше помеѓу нив и се уште беше жив и правеше чуда, ја покажуваше Божјата сила, нели? Му беше на луѓето чудно и си велеа, ова нема да биде возможно, не може да ако човек како него, што прави вакви чуда, што е Бог во тело, да може да пострада, да умре, дури и да воскресне. Така да би прочитал неколку стихови врска со тоа. Од 9 глава, 22 стих, велејќи дека синот човеков треба да пропати многу, да биде отфрлен од старешините, од прво свештениците и од закониците, да биде убиен и да воскресе на третиот ден. Ете самиот тука му вели Исус дека треба да биде убиен и да воскресе на третиот ден, ама пред се треба да биде отфрлен од старешините, првосвештениците, а тие старешини биле они луѓе кои, како што спомнаше Димитар за писмата кои ги има и ги чита од Стариот Завет, тие беа со наши зборови да речем експерти во тоа, тие ги имаат тие писма, тие закони, што му ги имаше самиот Бог дадено и ги следеа строго, беа строго старозаветни, што би рекле, и тие што го знаеа законот поради тоа што беа цело време со него, со законот го знае перфектно и на некој начин пресудија дека тој треба да биде отфрлен од нив, треба да пострада и да умри, да биде убиен и да воскресне. Арно, ама тоа не беше нивната волја, волјата на луѓето, тие што беа старешините и првосвештеници не беше нивната волја, тие не беа тие што одлучуваја дали на крајот денот Исус ќе умре, ќе биде погребан и ќе воскресне, туку Бог беше тој што одлучува, Бог беше тој што даде идејата пред се, да се случи тоа, а тоа го знаеме добро, многу ни потврдува тоа дека тој факт дека е вистиница, тоа што спомна ти дека 6 или 700 години пред Христос пророкот Исаја кажуваше за неговото доаѓање, за неговото страдање, неговото предавање, неговата смрт, неговото погребение и неговото воскресение. Дека ќе му бидат продолжени деновите, таму ќе дојдеме до тоа, и дека Исус Христос самиот и тогаш дури кога беше жив на земјата, го навестуваше тоа, но повеќето луѓето кои го слушаа, кои дури го следеа, му беа наречени негови ученици, не го поверуваат, тоа и му беше на некој начин тешко му беше. Не го поверуваат не само ради тоа што беше самоген и тоа, ама и ради тоа што толку многу се приврза со нив, толку многу пријателски однос, за разлика тоа што беше Бог со сета сила, сета слава, тој пак со пријателски однос се однесуваше према нив и исто така од денес према нас, така Бог се однесува и затоа не сака да се оддела од него и затоа не веруваа во тоа време, му беше чудно тие Исусови зборови. И да, можеме исто така да одиме од Евангелие според Матеј, 16 глава. Конкретно, сакам да повеќе во смисла да прочитам од зборовите на луѓето, на реакцијата малце повеќе од тоа што го спомнав за него, за тоа што не сака да се одврати, ради тоа што не сакаше да Исус не сака да се одела самиот Исус. И тука вика, сега ете во Матеј, односно 17 глава, 16 глава, добро, 21 стих. Значи тој 21 стих вика, оттогаш Исус почна да им кажува на своите ученици, пак, односно навестува нешто, дека мора да замине за Ерусалим и многу да пострада од старешините, првосвештениците и закониците, да биде убиен и на третиот ден да воскресне. И сега реакцијата од Петар, својот ученик, во 22 стих вели, а Петар го тргна настрана и почна да го прекорува, велики: не дај Боже, Господи, тоа никогаш нема ти се случи. Ете, можеме да видиме дека Петар, што му беше еден од блиските во тоа време на Христос, му вели, како што си велиме ние сега, не дај Боже, не дај Господ да ти се случи тоа, така му вели Петар на Исус, не дај Боже Господ ти се случи тоа, ама
Петар во тоа време ради тоа што не имаше разбрано што значат тие писма кои беа 600-700 години пред Христос, односно пророкот Исаија што кажуваше што пророкуваше, зато така му рече, тој не знаеше дека тоа што ќе го направи Христос ќе биде за него, дека за него за сите луѓе тој дека треба да пострада и тоа е Божјата волја, не дека луѓето тие книжниците и фарисеите кои тој во Иерусалим се многу јаки и тие ќе го со своја сила Исус ќе го однесат на смрт, но тоа бидејќи е Божјата волја за тоа да му се случи на Исус Христос и тој самиот вели дека многу ќе пострада, ќе биде отфрлен, но тоа е Божја волја, Божја идеја, не дека како луѓето одлучиле или дека не сака да биде така, но самиот Бог сакаше да биде така, но побитното е за кој го правеше тоа и зошто правеше тоа. Така да тоа јас би го споделил. Баш интересно тоа што го кажа. Ние луѓето често си имаме наша во наводници волја, ќе кажам. Тоа значи имаме некоја замисла за Бог или Божјиот план како што сакаме ние да испадне, но многу пати нема да испадне така како што сакаме ние, испадне како што имал замислено Бог. И кога Исус ни кажува да ја бараме пред се Божјата волја, тоа е тоа, да сме во Божјиот план и да го исполнуваме, да го вршиме она што сака Бог да го вршиме од нас. Значи да сакаме ние да го исполнуваме тоа што Бог сака да биде исполнето. Да. Божјата волја ќе се исполни, дали преку нас или преку некој друг, тоа е гарантирано. Да. Но зошто да не бидеме ние преку кој Бог ќе делува и ќе се исполнува Божјата волја? Тогаш би имале Божји благослов и ќе сме во таа благословена ситуација, положба. Така би рекол јас, според моето досегашно сваќање, но да, гарантирано е и тоа го кажува Светото писмо дека Божјата волја и Божјиот план ќе се оствари без разлика на тоа што мислиме ние. Да, во таа ситуација Петар знаеше Исус и рече да не дозволиме тоа тебе да ти се случи. Али Божјиот план беше дека преку таа жртва што Исус ја направи на крстот, дека ние ќе добиеме прошка на нашите гревови и како што Исус воскреснал од мртвите на третиот ден, така и ние ќе воскреснеме во последниот ден. Тоа е Божјиот план и Божјата волја, што е многу поголемо од волјата на Петар, како еден пријател на Исус вика, не, тоа да не ти се случи, да не даде Бог тоа да ти се случи. Да. Тоа е, да речем, од наша човечка перспектива како изреагирал Петар. Уплашено. Да. И сакам да прочитам нешто од Коринтијаните, што го опишува она што се случи на крстот, кога Исус беше на крстот. Второ Коринтијаните, значи второ послание до Коринтијаните, повторно апостолот Павле пишува до црквата до Коринт, значи претходно читавме од првото послание, сега го читаме второто послание, 5 глава, 21 стих. Оној, значи Исус, кој не знаеше за грев, Бог, значи Бог таткото, го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Значи, Исус не знаеше за грев, Бог таткото го направи грев за нас. Што значи тоа го направи грев за нас? Значи, Исус ги зеде врз себе сите наши гревови. Односно, Бог таткото ги стави сите наши гревови, мои, твои, на целиот свет, врз Исус. А Исус не знаеше за грев. Совршен во сета Божја полнота. Значи немаше нито една ромка, што би рекле народно, грев. Значи се беше совршен. Совршено свет во тело, што ние за нас е невозможно. И за такви луѓе, кои како нас, што имаме гревови, Бог одлучи, окей, ви имате гревови, мојот син е свет и нема гревови. Сите ваши гревови ќе ги ставам врз него. Тој ќе биде таа совршена жртва. Бидејќи казната за гревот е смрт. Смрт на една жртва. Во овој случај е Исус Христос. Значи Бог го направи грев за нас. Значи Исус го зеде сиот наш грев за да станеме Божја правда во него.
И ние, откако поверувавме, му се доверивме на Исус, му ги предадовме сите наши гревови врз Исус ги стави. Така што кога ги ставивме нашите гревови, Исус умре за сите наши гревови и беше погребан. Значи нашите гревови се погребани. Повеќе Бог не си спомнува за нив. И кога Исус воскресна, тоа е нашиот вечен живот. Значи Исус ја победи смртта и стана нешто ново. Значи ние ќе станеме ново создание, да речем. Откако сме поверувале, ние го имаме веќе добиено вечниот живот. Зошто го добивме вечниот живот? Бидејќи Христос умре за нашите гревови, беше погребан, гревовите ни се погребани и воскресна на третиот ден. Ние ќе воскреснеме за вечен живот. Значи, ако веруваме во Исус, ние веќе имаме вечен живот. Ќе воскреснеме и ќе бидеме заедно со Бог. Кој гарантира за тоа? Што мислиш, Никола, ти? Кој гарантира и кој има таа сила да гарантира? Кој, ако не е самиот Исус, самиот воскресени живот, кој следно сакам да читам, некој стих во врска со тоа, односно 2 стиха, од Евангелие според Јован, 11 глава, 25 и 26 стих, кој вели, Исус рече, јас сум воскресението и животот, оној што верува во мене и да умре ќе живее. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре довека. Веруваш ли во ова? Во тоа. Кој гарантира? Па Исус. Исус гарантира дека, бидејќи тој е воскресението и животот, не е како титула, да има како дека воскресение и живот, некој му е дал таа титула, туку тој навистина е тоа. Знаеме по тоа што беше ранет на смрт, беше погребан, воскресна, знаеме дека поради тоа е воскресението и животот, има власт над смртта и над животот, самиот Бог, самиот Господ Исус Христос, и вели и кажува за оние и за луѓето кажува, односно за нас кажува, за секој оној кој верува во него, дека нема да умре ќе живее, односно и да умре ќе живее. Што значи тоа? Ние, секој од нас треба нормално некогаш да идеме до крајот на нашиот живот и да ја искусиме смртта, да умреме, да дојде крајот. Нормално тоа за сите е неизбежно, сите тоа не чека. Арнова Исус Христос ветува нешто, едно големо ветување, огромно ветување за нас луѓето, посебно луѓето што сме мртници, што можеме да умреме, што имаме можноста да умреме некако него, да сме вечно живи, но има един исклучок за таа смрт што сите нас не чека. Исклучокот е верата во Исус, верата во Господ Исус Христос, кој е самиот воскресението и живот. И секој кој верува во него и да умре ќе живее. И секој кој е жив сега века, секој кој живее во моментот, кој е жив и дуре жив, верува во него, во Исус, нема да умре довека. Што значи нема да умре довека? Во превод значи ќе има вечен живот. Никогаш нема да умре, значи вечно ќе живее. Тоа Исус го кажува. Тоа Исус го ветува за секој еден кој верува во него. Дека тој навистина воскресението и живот. Дека умре, беше погребан, пострада за нас, беше погребан и дека воскресна на третиот ден според писмата кои кажуваше ти пред 560 години. Пак ќе напоменам колку е тоа чудесно нешто од пророкот Исаија, дека беше навестено и тој самиот го навести. И самиот Исус тука кажува дека ќе имаме вечен живот ако веруваме во тоа. Исто така и на крајот на стихот, последната реченица, и тој прашува веруваш ли во тоа, што е уште побитно за секој еден да се праша дали јас верувам во тоа што Исус го вели, во Светото писмо, тоа што го пише во Божјиот збор, дали верувам во тоа што Исус го вели, односно дали верувам дека тој е воскресението и животот, дали верувам дека тој умре за мене, дали верувам дека тој тоа што го направи на крстот беше за мене лично, за мојот грев, за моите гревови, за моите беззаконија, кои ги направив против него. Секој ден треба да се запраша за тоа. Секој ден треба да се запраша дали верува во тоа и
во што е става надежта. И јасно тука пишува, јасно Христос кажува дека гарантира дека нема да умре довек, односно има вечен живот секој кој е жив, кој верува во него, која ќе умре, иако така мора да дојдеме до телесната смрт, Исус вели дека нема да умре довека, ќе има вечен живот. Тоа е тоа што Исус Христос го гарантира, најголемото, најглавното што Бог, самиот Бог го гарантира за секој кој верува во него. После да речем што викаме ние да не правиме муавет, да не зборуваме за другите ветувања, за другите благослови, со верата во Исус што Господ ги дава. Што тој мир и љубов и радост и така натаму, што Господ ги дава. Но прво пред се тој гарантира вечен живот за секој кој верува. Затоа секој ден треба да се запраша во што верува, искрено се запраша. Поќе пати ако треба ќе го спомнам тоа прашање и тоа нешто тие реченици или тоа што за мене лично, за тебе ми значи многу и секој ден ако може колку и да се што луѓето што можат, ако имат можност да го слушнат тоа преку мене, преку нас, колку Исус тоа што гарантира пред се вечен живот и живот со негово изобилие вистина, би сакал сите да го запрашат и да веруваат во тоа во што веруваат пред се, да се запрашат и после ако не веруваат, ако дојде да заклучат дека не веруваат во Исус целосно, искрено, да веруваат уште од сега. Тоа е тоа што да, баш се сеќавам на ситуацијата кога бевме на Широксокак и многу луѓе река на народ поминуваат во сабота, нели према недела вечерта, нели го слават Христовото воскресение и ако ги запраша Исус, нели самиот Бог доаѓа и му кажува: јас сум воскресението и живот. Кој верува во мене и да умре ќе живее? Колку луѓе ќе се насмеат и ќе речат: па, не знам дали би ти верувал. Но, вистината е дека на вистина Исус воскресна и ми се допаѓа тоа што го каже Никола, дали искрено веруваме. Тоа искрено, Бог го знае колку искрено во нашето срце. Да. И некако си викам, тие толку многу луѓе, дали го знаат ова што ние го зборуваме? Дека Исус гарантира вечен живот. Дека тој на вистина е победи смртта и ако верувам јас во Исус, ќе имам вечен живот. Но, сега тука стигаме до едно но. Дали има некој услов? Условот е да се покаеме, односно да ги признаеме нашите гревови пред Бог и да ги предајме, да се откажиме, да го промениме нашиот начин на живење, да не живееме за себе, туку да живееме за Бог и да веруваме дека Исус Христос тоа што го направи на крстот е доволно да ги плати сите наши гревови и поради тоа што го направи Исус на крстот нас не е простено и како што воскресна Исус од мртвите, така и ние ќе воскреснеме. Тоа е она што сака Бог да ви го каже. Дека не е она што го правиме ние како религиозни обичаи, традиции, обреди и така натаму, туку верата е на прво место, односно да веруваме, се довериме на Исус и да се тргнеме од злото. Да не правиме зло. Да се тргнеме од гревот. Гревот е исто така зло. Гревот е непослушност на тоа што Бог го сака. И едно интересно видео го гледав на интернет, прашува, односно дава едно свештено лице, дава како една проповед и кажува, вика, не мора да одиш во црква, не мора да постиш, не мора да се молиш. И некои млади луѓе, или не мора да се млади, било кој, се олеснуваат. Го слушнав тоа свештено лице, не мора да го правам. Но, пак има едно но. Ако го сакаш Исус, тогаш ќе ги пазиш неговите заповеди. Тоа самиот Исус го кажува. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Значи, ако на вистина ние искрено веруваме, тогаш
ќе пазиме она што го кажал Исус. Тогаш ќе сакаме да го правиме тоа што го кажува Исус. Исус кажува дека треба да имаме заедништво во црква, еден со друг, да се помагаме, да живееме за Него. Значи, две клучни заповеди во кои се состојат сите заповеди. Љуби го Бог со сето своје срце, сиот свој разум и сета своја сила и љуби го ближниот како себе си. Дали ние тоа го правиме? Тоа е многу тешко прашање. И јас мора да признам дека потпаѓам за жал на тие заповеди, но фала му на Господ што ни го дал Светиот Дух и ни помага повторно и повторно да сакаме да го правиме она што е по Негова волја, а се помалци и помалци да го правиме она што е по наша волја. Да. И тоа што ти го кажа искрено, дали искрено ние веруваме дека Исус е воскресението и животот, и дека ако веруваме и целосно се довериме, без сомнеш, дека ќе не воскресне во последниот ден. Дали тоа е вистина во вашиот живот? Се надевам дека е. Исто и јас. И Бог ветил дека на сите што веруваат, дека нема да ги остави сами, туку ќе му го даде Светиот Дух, кој ќе ги води во сета вистина, односно во целиот нивен живот ќе им помага да живеат за Бог, а не за светот или за себе. Тоа е гарантирано од Бог и тоа е така. Бог го испорачува оно што го ветил. Тоа многу ми се допадна што го сподели ти за искреното верување и дали на вистина тоа луѓето го прават. Дали се искрени. Да. Да, оти ако не е до искреноста, секој јас би рекол, ако може да се изразам, секој би од нас би поминал со тоа што ќе речи Христос воскресен, вистина воскресен, ќе помини со тоа, ќе го штиклира, ќе го помини тестот, да речам, и толку, ако беше тоа што се барал нас, ако беше тоа толку, или како што ги кажат и некои од заповедите што ги правиме, ни докажува дека го љубиме Бог, како например ако постиме, ако се молиме, ако читаме Светото Писмо и сите тие работи, ако одиме во црква, што се Божја идеја сите тие работи, треба да знаеме зашто ги правиме, дека ради тоа што го љубиме Бог, не оти тоа што некаков тест има и да го поминиме и дека не сме искрени самите себе. Напротив, тоа сме искрени. Да се запрашаме самите себе во што веруваме, да сме искрени, што правиме со нашиот живот, во кој ја ставаме надежда и во што веруваме. Те пред се, јас мислам, најбитно нешто во живот, најбитно прашање. Секој ден може да се го постави, а и понатаму Бог да му го одговори. Да. Така да, тоа е тоа. Да, и уште нешто она што ме поттикна Никола да размислувам, што е верата. Во Библијата, во посланието Евреите, 11 глава, мислам дека беше прв стих, може да го проверите слободно. Верата е цврста увереност во работите што не ги гледаме. И духовното не можеме ние да го видиме со овие очи. Овие очи го гледаат она што е материјално. И нели Исус, кога му се објави на апостолите откако воскресна, нели кога беа собрани, Тома не веруваше кога му кажа Марија Магдалена и учениците, рече, ако го ставам прсто, да го ставам во дупките од шајките што му беа на Исус, тогаш ќе поверувам. И тогаш Исус му се објави кога беа собрани тука и Исус кажа едно нешто. Блажени се оние кои не видеа, значи не го видеа, али поверуваат. Веруваат. Значи верата е цврста увереност во работите што не ги гледаме, а веруваме. Значи Бог е дух. Никој никогаш не го видел. Али Божиот син Исус ни го објави. И е запишано тука во Божиот збор, односно Светото Писмо, Божиото слово. Тоа е нешто што ме поттикна. Исто, ако навистина веруваме, тогаш тоа ќе направи една промена во нашиот живот. И ги промени нашите ставови. Ставот е верување кое го имаме во нас, врз кое ние действуваме. Човек го прави она во животот во кое верува. Значи верува потполно. Ако не верува во тоа, не би го правил. Така е. Така и, значи верата е нешто живо, што работи во нас.
не менува, не трансформира. Дали тоа е случајот во нашиот живот? Или, нели, дојде сабота вечерта, према недела, запаливме свеќи и после тоа до наредна година, за многу години. Да, тоа. Но да, Исус воскресна, Исус е вечен и сака нас да ни даде вечен живот. Тоа е реалност. Дали тоа направи промена на Христовото воскресение, кога ги кажеме Христос воскресна, дали тоа прави промена во нас дека и јас ќе воскресна? Бидејќи Исус воскресна. Бог е Бог на живите, а не на мртвите. Да. Тоа го пишува и јасно го кажува Светото Писмо. За ова што спомна дека пред да поверуваме, сите некако шетавме ваму, таму, некако бевме изгубени. И сакам да прочитам од Исаија повторно 53 глава, 6 стих. Вика, сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат, а Господ ги возложи на него, на Исус, беззаконијата на сите нас. Значи, пред да станиме христијани, односно да поверуваме во Исус, на вистина и таа промена во срцето, во ставовите, во верувањата, да се случи, ние бевме како овци. Овците без пастир, или без некој да се грижи, без овчар, се изгубени, тотално, не знаат кај терат. Јас имам видено овци на патот, и ако нема овчар, тие не знаат кај терат. Една ќе се заглави некаде во некоја дупка, некоја во некој таму џбун или како се вика, во некој грмушка. Џбун не знам, може преспански збор. Така, во некоја грмушка, во некој трн и некако скитат и не знаат кај одат. Значи секој ќе оди по некој пат, али во суштина не знае каде оди. Али Господ ги возложи на него беззаконијата на сите нас. Значи по тој пат кај што скитавме, ние не знаевме кај одиме, сме правеле некој беззаконие. Не сме оделе по Божиот пат, сме оделе по некој наш замислен пат или пат, односно пат кој води во пропаст. По други зборови кажам. И во Новиот Завет апостолот Петар во прво негово послание, прво Петрово 2 глава 25 стих, вика, зашто скитавте како овци, но сега, откако сме поверувале, се вративме при пастирот и чуварот на нашите души. Значи, откако поверувавме, се враќаме кај вистинскиот пастир. Значи, сега имаме пастир и чувар на нашите души, Исус Христос. И Исус самиот кажува во Евангелие според Јован, 10 глава, 11 стих, јас сум добриот пастир кој го дава својот живот за овците. Замислете, ние сме овци, едно стадо, и имаме еден пастир кој е спремен и го докажа тоа, давајќи се на крстот за нашите гревови, за да не откупи, за да бидеме негово Божјо стадо. Значи, Исус го даде својот живот за овците. За мене, за тебе, за вас. Тоа е добриот пастир. Кој не би сакал да има таков пастир? И како што пишува нели Давид во Псалм 23, Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Питивки води ме води, ми освежува душата. Значи Бог ќе не води по патеки на правдата, ние никогаш нема да ожениме, ќе не носи во живот, по патеките на животот. И ви препорачувам да го прочитате Псалм 23, кој го напишал царот Давид. Баш охрабрувачки е тоа. Не, и не одат во џбуновците, туку по патеки од Бог спремни. Да. Тоа исто така едно од работи што Бог ги гарантира, преку вера во него. Да. Нешто друго во Новиот Завет што Исус го кажа, или што се случи са бајлинката, односно са бајлето нели во недела, кога појдоа да го посетат гробот. Најбитното, да. Тоа е многу битно за Великден, да речем така, како нешто што се случи утрото во недела, на третиот ден. Да, би прочитал јас од Евангелие според Јован, 20 глава, неколку стихови, која е нашата причина, да речем, за тоа што велиме Христос воскресна, на вистина воскресна, и како се случи тоа, нели, неговото воскресение, како обидна, како го најде прво Марија и после Петар,
и неговиот друг брат во Христос, гробот празен, и како е опишан тоа во Светото писмо. Тука вели, во првиот ден на седмицата, многу рано, додека уште беше темно, Марија од Магдала дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш оттрачи дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик, кого Исус го љубеше и им рече: го изнесле Господ од гробот и не знаеме каде го положиле. А Петар и другиот ученик излегоа и тргнаа кон гробот. И двајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побрзо од Петар и стигна прв до гробот. Тој се наведна и виде ленени повои како лежат, но не влезе внатре. По него стигна Симон Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите како лежат. А крпата што беше на неговата глава не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделено на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој стигна прв до гробот и виде и поверува, зашто се уште не го беа разбрале писмото, дека тој треба да воскресе од мртвите. Тогаш учениците повторно се вратија дома. А Марија стоеше надвор кај гробот и плачеше. Додека плачеше, таа се наведна и погледна во гробот и виде два ангела во бело, како седат таму каде што лежеше Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот кај нозете. Тие рекоа: жено, зашто плачеш? Им одговори: го однесле мојот Господ и не знам каде го положиле. Откако го рече тоа, се сврти и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека Исус. Исус и рече: жено, зашто плачеш? Кого бараш? Мислејќи дека градинарот, таа му рече: Господине, ако си го изнесол ти, кажи ми каде си го положил и јас си го земам. Исус и рече: Марија. Таа се заврти и на хебрејски му рече: Рабуни, што значи учител. Овде можеме да видиме дека пред се, која ќе одат во гробот, Марија и Петар ќе видат дека гробот е празен и дека таа крпа што имаш Исус, заедно со повоите не беше, туку беше свиткана на едно место оставена, односно тоа значи дека некој ја има свиткана и има оставено, а тој беше самиот Исус, тоа го направи бидејќи воскресна, односно него задржа смртта. Така требаше тоа да биде, така требаше да биде како што беше навестено, така требаше се случи. А исто така овде пише дека уште не го разбрале писмото, дека тој треба да воскресе од мртви. И не разбраа дека гробот е празен поради тоа што тој воскресна, дека тој тоа го направи со крпата, ја однесе, да наставно ја тргне и дека не е повеќе во гробот, дека односно како што мислеше Марија, не е однесено неговото тело, никој не го изваде телото не го премести со своите раце, туку самиот Исус, тој стане и се премести од гробот, го тргна каменот и мислеше дека Марија го однесле, но тој самиот ја победи смртта и излезе од гробот. Арнома можеме да видиме кога му излезе Исус пред Марија, таа не го позна. Бидејќи прво пред се му рече: жено, зашто плачеш? Таа му одговори, му каже дека мислеше дека Исус го одведе телото, и после тој само што му се обрати со Марија со нејзиното име, таа одма рече, одма го виде да се ја види разликата од некој обичен човек кој ти речи исто да ќе ти го речи и самиот Исус, односно Бог од тело, ќе ти речи, ќе ти го спомни своето име и одма ништо не можеш друго да направиш, освен да го препознаеш кој е тој, да видиш кој е тој Бог кој ти зборува. И таа одма рече: Рабуни, значи учител, дека тој Исус исто така беше учител. И можеме понатаму да прочитаме за неговото јавување на учениците и нивната реакција. Од 19 стих вели: а вечерта мисте од прв ден од седмицата, недела, додека вратата каде што беа собрани учениците беше затворена поради страф од евреите. Исус дојде, застана насреде и им рече: мир вам. Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата. Учениците се зарадува кога го видоа Господ. Затоа Исус пак им рече: мир вам.
како што ме прати таткото, јас ве праќам. Ете овде гледаме дека се објавува и му вели мир вам, влезе во собата каде што беа тие седнати таму селени и му ги покажа раните каде што да видат дека тој стварно видеа тие 5 дека беше на крст, кога беше распнат прободен и ребрата и во рацете и нозете, тој му ги покажа и вика дека учениците се зарадуваа. Да Господ, и како што се радуваат, нормално знаеме дека, како што читавме преходно зборувавме Петар што рече, не дај Боже, не дај Господ, Господе ти се деси тоа, ја гледаме од кога го видеа жив пак таа радост и тоа му значеше нив нешто, чим се зарадува му значеше, чим е тој што жив, му значеше дека неговиот учител, неговиот пријател е жив и тие се зарадува. Но, исто така, битно прашање е неговото воскресение, кога ќе видиме дека тој е жив сега, Исус Христос, пак доаѓаме на истото, што значи тоа за нас. Нели тоа значи дека треба да се зарадуваме во тоа што Исус Христос воскресна, разбираме дека тоа е воскресението и животот, дека секој кој верува во него нема да умре до век, односно ќе има вечен живот, и да се радваме во таа вест, или еден обичен човек што се вратил од мртвите и тоа е тоа, како чудо, едно од моите чуда што Исус ги направи, или тоа значи живот, вечен живот за нас. Што значи тоа пак? Идиме на истото, дека треба секој да се запраша. Што значат овие Божи зборови? И понатаму сакам да прочитам за тоа што ти го спомна, накратко за неверниот Тома и за што значи за оние кои не виделе, а поверувале во Исус. Тоа сме ние, сега кои живееме, дека не сме го видели Исус, како што го виде апостолите, како што го виде неговото страдање, неговото воскресение, учеа од него директно, беа се дружеа заедно, јадеа, пиеа, се гушкаја со него, како што ние се гушкаме тука и тоа го праве тие, и што значи за тие што не го виделе, а верувале, прочитам сега накратко. В 24 стих вели, а Тома, наречен Близнак, еден од 12 мината, не беше со нив кога дојде Исус. Тоа значи дека не го виде. Затоа другите ученици му рекоа, го видевме Господ. А тој им рече, додека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го става мојот прст во раните од клинците и не става мојата рака меѓу неговите ребра, нема да поверува. Тоа значи дека тој бара да види, а да верува. Не верува без да види. Тоа го кажува. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана сред нив и им рече, мир вам. На чистото сценарио, само 8 дена, подоцна и Тома со мојба. Потоа му рече на Тома, дај го твојот прст ваму и види ми ги рацете. И дај ја твојата рака, и стави ја во моите ребра, и не биди неверен, туку верен. Тома, ова е битното, што треба сите да го речеме. Тома изусти, велејќи му, мојот Господ и мојот Бог. Исус му рече, поверува, бидејќи ме виде. Блажени се оние кои што не виделе, а поверувале. Многу интересни овие стихови кои, кога ќе ги читам, секогаш ме пробудува нешто, ми кажува колку сум бил јас порано пред да поверувам. Ова за мене важеше, Исус што вели, дај твојата рака, стави моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тоа Исус мене на сите ни го вели, земи го во денешно време, бидејќи тоа време можеа во време течението на кога го читаме текст, можеа да ги допрат раните на Христос учениците. Во време ние го имаме Божјото Слово, Светиот Дух, кој исто така, кој ни кажува, ни сведочи за Господ и ни вели да не бидиме неверни, туку да бидиме верни на тоа што го гледаме и да
признаеме, како што Тома призна, мојот Господ, мој Бог, Исус Христос, ако признаеме за наш Бог, за наш Господ, бидејќи тоа што го направи на крстот, неговата смрт, неговото погребение, неговото воскресение по 3 дена, според писмата беше за нас и за нас, за целиот свет, за луѓето, за сите нас, да секој кој верува во него, кој верува во тоа, да не загине, туку да има вечен живот. Тоа е ветувањето кој Господ го има за секој еден кој верува и дека треба да бидеме сите верни, а не неверни како во случајот че беше Тома. А исто така секој кој поверува, а не го видел Бог како што ние не можеме да го видиме, е блажен, односно благословен кој верува во Бог, во Исус Христос, во неговата жртва, а не го видел тоа. Таа жртва со своите очи туку ја поверува. Тоа е тоа што Господ сака да ни го каже, да ни го навести преку неговото слово, преку неговиот збор, преку неговиот Свети Дух, да ни каже колку е сериозно, колку сериозно пред се тој не свати, а тоа се гледа колку тој сериозно не свати според неговото понашање, според тоа што го направи тој, односно според неговата смрт, колкава беше неговата љубов. И ние така треба да посватиме неговото дело, неговото слово сериозно, да конмиуваме време со него и да поверуваме во тоа што Исус го направи за нас, да имаме, да следиме вечен живот, односно да не умреме довека, да имаме вечен живот. Тоа е тоа што Бог и го кажува преку него, преку Исус Христос. Супер, баш добро како заклучок на оваа епизода. Да. Доста интересно што се случи откако Исус воскресна. Нели појдоа да го посетат гробот, но гробот беше празен, Исус беше воскреснат, па му се објави, му се појави на Марија Магдалина, од Магдала, па потоа му се појави на учениците и нели апостол Павле потоа пишува на 500 браќа му се објави Христос, односно го видела и можеа да разговараат и како што му рече на Тома, стави го прстот во моите рани. Значи, и не биди неверен. Значи, тоа го искусија тие луѓе и голем дел од тие луѓе што го видеа Христос пострадаа за верата, беа измачувани, убивани поради тоа што го веруваа, но како да не го веруваш кога си го видел? И ден денес, после 2000 години, најпечатената книга во историјата е Библијата. Зошто? Кога изборува за вечен живот, за воскресение од мртви. Луѓе кои го дале својот живот за тоа што го виделе. Значи не тоа што го измислиле, туку тоа што го виделе. Не станале богаташи, милиардери или некои земни богатства, проведајќи го Евангелието. Апостолот Павле беше во затвори, доживеа бродолов и секакви незгоди, за да го беше во окови, да. Значи во затвор, измачуван, само за да го проповеда Евангелието, да го проповеда оно што го видел, што го искусил. Исто и останатите апостоли, Петар, Јован и така натаму. Јован беше единствениот апостол што почина од природна смрт, но и тој беше на островот Патмос во заточение, во затвор. Да. И тој го напиша нели последната книга во Библијата, Откровение, кој зборува за времето во кое живееме сега и за второто доаѓање на Исус Христос. Да, Исус Христос ќе дојде повторно и ќе ја земе црквата. Тоа е вистината. Дали тоа го верувате? Да, ова е едно прашање кое е многу важно. Беше важно и за верниците кои живеа во времето на Исус, тој му кажа дека ќе дојде, а и ден денес. Дали верувате дека Исус Христос повторно ќе дојде и ќе ве земе вас? Секако, ако тоа го верувате, тогаш сте на безбедната страна, бидејќи овој свет се ближи крајот и ќе заврши. Но Бог ветува ново небо и нова земја во која ќе живееме заедно со него, новиот Ерусалим, го пишува во Откровение, ние сакаме и вие да видите дел од тој нов Ерусалим. Затоа ова ви го кажуваме, затоа
се трудиме, односно се што правиме, Бог е оној што го прави преку нас. Ние сме само едни обични смртници, обични луѓе кои се сретнале со Христос и Христос им го променил животот. И ова што го зборуваме, воскресението е вистина, е факт, документирано, со живи сведоци кои го виделе Христос и кои спремни за тоа што го виделе, изгинале, односно биле убивани поради тоа. Но, тие знаат дека ако умрат заради тоа што го веруваат, дека имаат вечен живот. Никој не би го жртвувал својот живот за тоа што го верува, ако не е вистина. Никој. Некој би го жртвувал ако е убеден дека е тоа вистина, иако е лаган, сваќаш? Може да верува некој лага дека е вистина и за тоа да се жртвува. Но, во Светото писмо јасно кажува дека кога веруваме ние во Исус Христос имаме вечен живот. И дека ако не се откажиме од тоа, на вистина Исус Христос ќе не воскресне во последниот ден. Тоа беше во случајот кај апостолите, значи беа гонети, убивани, поради мачени, измачувани поради тоа што го веруваа. Но тие беа спремни да го дадат својот земен живот, бидејќи знаеат дека ги следува вечен живот, што е многу подобро од овој земен живот. Тоа е реалноста и која ни е документирана и која е историски позната. Дека христијаните беа измачувани ден денес, се случува христијани да погинат заради верата. Заради тоа што веруваат. Но тие знаат дека овој живот земен е минлив, потоа следува вечност. Вечноста со Бог, Создателот, кој толку многу не љуби. Што го даде својот син на крстот, да умре за нашите гревови, за ние да може да имаме еден личен однос со Него и да бидеме заедно со Него во вечност, за секогаш. Дали вие сакате да живеете заедно со вашиот Создател? Дали сакате Бог да биде ваш татко или ваш судија? Бидејќи страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Страшно е кога Бог ќе ви суди. Бидејќи ниту еден нема да се оправда и да каже јас сум праведен. Нели Исус кога му рече фрлете на врз таа жена што направи прелюбов. Кој нема грев, нека фрли прв. Камен врз неа. Во Стариот Завет тоа е законот, нели Мојсе кажува, ако некоја жена е фатена во прелюбов, тогаш треба да се каменува. Но Исус кажа, ајде, кој е без грев, нека фрли прв. И сите си разотидоа. Тоа што сакаше Исус да го долови е дека пред Бог сите ние сме грешни. И никој не може да се појави пред Бог. Казната за гревот е смрт. Исус ја зеде смртната казна врз себе, за ние да бидеме заедно со Бог во вечноста и да не одиме на суд. Бидејќи Божиот суд е праведен и казната е смрт. Вечна смрт, вечно одвоеност од Бог. Бог не сака да сме вечно одвоени од Него. Бог е љубов и ја покажа својата љубов, жртвувајќи го својот син на крст заради нас. Бог сака да ја докаже и ја докажа неговата љубов спрема мене, спрема тебе, спрема цело човештво. Дали ние ќе одговориме да, сакам да бидам со тебе, Боже. Фала ти што го испрати Исус Христос, твојот син, да умре на крстот за моите гревови. За моите гревови што ги направив, што правев зло, што не живеев праведно пред твоите очи, пред твоето лице, се каам од тоа. Сакам да се откажам од сите тие патишта. Помогни ми да живеам еден живот за тебе, а не за себе, не за свет, не за луѓето, туку за тебе. Верувам дека Исус умре на крстот за моите гревови, беше погребан и воскресен. Тоа е она што треба да го веруваме, да го кажеме пред Бог, да се тргнеме од злото, од гревот и да се свртиме кон Исус. Бог ветува дека ќе ни даде вечен живот и ќе бидеме заедно во вечноста со Него. Тој не кани. Ова е една покана од Бог, едно љубовно писмо до вас. Јас ве љубам и ве канам на трпезата. Да бидете заедно со мене во вечност. Тоа е она што сакам да го споделам како заклучок. Никола, дали имаш уште нешто што
би сакал да го додадеш? Па би рекол, пак, читајте го Светото писмо, Библијата, и молете од Бог да ви се открие и да ви помогне во тоа, што јас спомна да речам, на некој начин покајничка молитва која ви го почнува, ви го пред се обновува односот со Бог и понатаму ќе корени со него, така да тајните во живот идеален, реализиран со Бог се во неговиот збор, во неговата света книга, во Светото писмо, во Библијата. Така да прочувајте, јас знам дека многу луѓе повеќе што веќе го гледаат овој подкаст, што не познаваат и од нас примиле Свето писмо, Нов Завет, Библија, така да читајте го и да барајте од Бог да ви се открие и што значи тоа. Ако не го разбирате со овие, да речем, зборови кои ние ги кажаме сега за кој е Исус, за дека е воскресението и животот, зашто пострада на крстот, неговата смрт, како може да биде предскажана, како може да биде Божјата волја, тој да умри, како може тој да страда, тој да го сака тоа, неговата љубов несватлива, тоа лично од Бог секој треба да го бара, да го моли, да му открие, бидејќи и ние не го научивме сами по себе, не го научив јас. Што би рекла дека се родив и знаев се, никој се родил знаен, секој треба да учи, да бара од Бог, и Бог за сите постради из Бог, за сите исто не гледа и Бог, за сите треба да биде, за сите е Бог, ама за жал со такви зборови треба да се изразиме, треба да биде Бог за сите. Така е. За одредена група на луѓе, така да. Да. Тоа е тоа. Бог е за сите, но дали ние сакаме да го прифатиме, да веруваме? Исто сакам да кажам, ако некој нема Свето писмо, Нов Завет, Свето писмо, значи Новиот и Стариот Завет заедничко, може да не контактира слободно, значи на самиот Facebook профил, нас лично може во порака, на телефон да ни се јави ако има број, ние радо би ви дале, значи Свето писмо, Нов Завет. На Инстаграм да не контактира, на YouTube кој има на подкастот. Може да не исконтактира, ние со задоволство би ви подариле Свето писмо со цел да може подобро да се запознаете, најдобро да се запознаете со Исус Христос. Со почетокот и крајот, со Алфа и со Омега. Тоа е почетокот и крајот на нашата вера. Нема пред него и нема после него. Тоа е Бог Всемогиниот. Така да, тоа ви го посакувам, да растете во познавањето на Исус Христос и се гледаме во наредна епизода со нова библиска тема. Поздрав, се најдобро. Чао, чао.